Do 2 tego. Stań głowy. Stań. Lapčinja. Dokumentacijono za Rista Milanovića. Da.
dajte da se odmorimo. Bre, ne, samo što se zamoljivme. Nije ogladnevme. A što? I kada će jadime сега? Joja, a bene kućarka, može bi ima nekoj vnatre, znaješ, da ni dade malku za jadenje. Zapravo si, da odime. Ajde. 9, 10, hvala, te vidim. No za kogo? Pa ti ne znaš. Ne, ostavi ga moja drugarina koja ste već ne... Ne, Mica, da go ne tepame. Ajde. Lele, gotovi sme, će ne ubijat. Lele, sjedim se. Ajde, dobe me, Joja. Dečinja moji, jadenje to je gotovo. Lele, gospođo, kozo jedna, spasuvajte nas, ako za Boga znajte, ovdje će ne ubijat. Mamo, pusti mi ga da jutri me. Smirete se, prvo da vidime koji se i što sakat. Ajde, kažuvajte, koji ste i što sakate. Da, ajde kažuvajte koji ste i što sakate. I nakon svega? Smirete se, inaku nema da dobijete jadenje. Morate da im oprostite, znajete kakvi se decata, a сега možete da ni kažete koji ste. E pa ovaka, ja sam Joja. Joja? Da, Joja. Ja sam najgolemata. Najgolemata? Najgolemata. Najgolemata? Skitnička i od sekoga sam bila. Ura, skitnička! A jaz sam učiteljka tamnica. Pa Joja, mene nikoj ne vezaka. O, napistina ste učiteljka? Da, Joja je dobra ta učiteljka. Mnogo se radujem na to, a budeći odavna barah učitelj za da gi uči mojve deca. Gospodjo Kozo, nije mi stojimena usluga i sa sigurnost tvrdim deka mata pomoćnička Joja ke prihvati. Da, sekatno. Gledate? Mama, Da li je gotovo jadenjeto? Da. Topnu сега се спремахме за пояд, за ручек. Дали би сакали да ни се придружите? No gospodjo, nije ne bi sakale da vi prečime. Како не ви сакале? Ќе ви се придружиме, така мисли Мица. Da, a jaz taka mislim. Е, па тогаш, ајде да влеземе внатре. Joja, Mica, Joja, Mica, Joja, Mica, Joja. Joja, jaz na vistina ne znam sobie kako ki se spravim. А јас не знам зошто ти толку се секираш. Па слушај, ти кога ме имаш мене, па тоа ти е исто времица како сама да си. Извинете, gospodjo Kozo, колко янина имахте вие? 7, No, te ima 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Леле, го нема моето мило, најмило јаре. Договараме! Първото яре си сум јас и си шетам во шумата, баш во овој час. Убава е шумата и треба да се шетам, да се гледат цвекиња и птици кај што летат. Ето, еден мал даручек за мене. Сакано мое, ајде со мене да се прошетаме. А не, мама ми рече да не се дружам со непознати, а со вас волците ич. Ама ајде сега, јас ти наредувам да дојдеш. Но јас ја одбивам твојата наредба. Па тогаш можам јас и овде да те изедам. Кој ти рече да речеша? Кој? Созината уста. Па ти не си налекар? Не си. Не, ти запите си ги измил некогаш? Си ги измил некогаш? Диво ти смрди. A ti mnogo gromita ne si jadela? Слушај ти, учител ми е за пица. Бидејќи ми спреми
dete Adam. A колко много сакав козјо месо. Не може ни мене, ни козјо месо да јадеш. Не може! Еве го вулкот! Ти грозно существо. Зарем ти сакаше да го јадеш моето сакано јале? Така е, мамо, покажи му да отиде како првата рунда. Така е, деца мои, навивајте за мене. Мама! Ама барем дозволи ми да издржам до третата рунда. За тебе трозортио нема рунди. Ни одбројување, директно нокаут. Вие само радувајте се, а јас ќе се вратам. Мале мой, ќе се вратиш, со нетрпение ќе те очекуваме. Да не бевте вие, господици, јас стварно не знам што се случеше со моето сакано јале. Сега! Па немојте така. Сепак, јас сум само Јоја. Барем така ме знаат пријателите, И сама не знам која сум. а ова таму е најдобрата учителjiца Мица. Многу ми е драго, јас сум Маре. Господјо Маре, морам да признам дека подготвувате многу вкусна и многу здрава храна. Да, јас кај Мица. Природната храна е најздравата. Слушајте, вам бојариња. Вие сега добро најадете се, а потоа ќе започне првиот час. Да, така е. Но сепак, чекајте малку. Тој час ќе биде еден многу интересен час. Преинтересен час. И се вика математика! Што ја мразам та математика. Јас го мразам собирањето. Јас го мразам матемањето. Јас множењето. Јас делењето. Јас мразам се. Знаете јас што сакам? Што? Да си играме на двор! Тоа е за ваше добро. А сега вратете се. Леле, жено, ова. Што се Сороговите. Леле, сороговите. Леле. Така. Веќе ми е подобро. Навистина, многу интересна работа. Така голем вълк како тебе да дозволи да те мавнат сороговите по газот. Наместо да ја будеш поен бокс на сите. Еве вака. Но, драга моја, тоа беше снаодлива коза, а не беше ни сама. Леле, овде ме боли, леле! Не овкај. Ајде брзи гова. Како што гледам, собирањето и множењето потешко ви одат. И јас гледам. Ајде да започнеме со нешто од секојдневниот живот. Мица ќе ми објасни. Глумимо ли? Не! Па сега изгледа како да носам пелени, што ќе мислат луѓево. За ова ќе ги изедам сите до еден, да знаеш. Не. Не смеш никако тоа да го сториш татко. А зошто не? Ајде да чујам, сине мој, кажи ми. Јас, како член на Друштвото за заштита на животните, морам да ти известам дека лошите грабливци како тебе криви се, затоа што невините животни како козите доаѓаат во попис на помал број. Драга моја, па сакана моја, дали го слушна твојот син? Па тој бил во Друштвото за заштита на животни. Многу е интересно тоа што го зборуваш. Дај ми ли мој за паметете.
Не е лесно да се прехрани едно семејство. Но татко, не заборави дека вегетаријанската храна е повкусна, поевтина и поздрава и од неа нема да имаш нужди. Најде, доста со тие глупости. Јас одам и мислам дека брзо ќе се вратам. Одам. Сине, ти многу ме натажи мене. Ајде сега појди и помогни му на твојот татко, како што им доликува на еден волк. Добро, мамичке, одам. Како што гледам, собирањето и множењето потешко би одар. И јас гледам. Ајде вака да ви објаснам. Значи, ако имате дома 3 јаболка, 3 и купите уште 3, колку јаболка ќе имате? Колку? Јас? Ајде, Јуја, кажи. Па јас знам. Кажи. Па ќе имаш омошен сок. Не, тоа не е точно и ти да молчиш. Ајде ви одговарајте. Ајде, кажи. Ајде ти. Јас мислам дека имаме... Мислам дека имаме 6 јаболка. Точно, 6 јаболка. Најмалата и најбистрата. Па ти треба да си пример за сите тука, а не ова Јоја. Сега, немој ти така. Кога и сама си знаеш дека овашниот сок е многу убав. Да, и тоа оној, природно си е природно. Добро, а сега да ве прашам вака. Ако имате дома 4 играчки, затоа што сте биле добри, ви купиле уште 3, колку играчки ќе имате? А од каде да купиме учителке? Од каде? Па се знае. Кајчичко Нацко. Точно, од Кајчичко Нацко, но колку ќе имате? Ќе имаме... Па се разбира сите по една. Како брзите по една? Може би по две. Нема да имаме две, затоа што нашите 3 и тие што ќе ги купиме 4 се вкупно 7. Точно, 7. А сега да ве прашам што... А сега, учителке, може ли малку одмор? На вистина, бремица, децата се во право. Подготвуваш за некаде? Така е, драги мои. Одам да пазарам нешто. Можам јас да дојдам со тебе да ти помогнам? Подобро јас, а не ти. Не може. Ти ни ти, ќе одам јас со мама да ја помогнам. Но ви се мова. Нема потреба од никој. Само ще сте мали. Седни. Мамо, размисли добро. Можам јас да дојдам со тебе? Ајде. Размисли добро. Можам јас. Слушна што рече мама? Никој. Да, ние ќе седиме овде и ќе чекаме мама да ни донесе колачи. Добро. Да ве прашам нешто. Додека не сум тука, за вас ќе се грижи учителката Мица и незината помошничка Јоја. Добре. Мамо, Ова? немој да заборавиш колачи. Добро. Ова били жалчиња, а може и еден бурек. Ма како бурек сега? Па со прас, мамо, со прас и со спана. А каде има таков посебен бурек, кажи ми? Како не знаеш, бре мамо, сите знаат, само ти не знаеш. Добро да кажи ми каде. Коле бурекот, мамо? Кај Челентано, не заборави. Добро. Значи, бурек со прас и спанај, од кај Коле бурекот Челентано. Добро. Но запомнете нешто многу важно. Додека ме нема, немојте на никому да му ја отварате вратата. Добро, мамо, и врати се што побрзо. Ќе се вратам. А сега до гледање. До гледање. Синко, мајка им си замрна. Па сега се сами јарињата. Може да ги нападнеме, ајде.
na što ti liča mea ste bebe? Na majmun, ke ja dam salata, a be mene mi treba sočni jarinja. Ajde, ti se molam, vidite potivki. Treba da продолжиме с учење. Ajde, не е многу. Денес ги учиме само 4 буки. Па многу е тоа. И тоа В. О.
стъпи во продавница креда и ке ти кажам. Ете така, завршивме со темата непријатели на домашните животни. Ајде сега да ми кажете кои се непријатели на козите? Јас знам, учителке, па тоа е волкот. Да, волкот, но има и други, а кои се тие? Јас, Ајде кажи. мислам. Ти продолжи да мислиш. Ајде ти. Непријател на козата и мечката. И мечката, да. Ајде. Друг непријател е лаво. И лавот. Да, има и тигарот може да биде. И тигарот. Може и змијата да биде. И змијата. Може и орелот. И орелот. А те прашам, ти смисли? Па да, ако е волкот непријател, па сигурно дека може и волчицата да биде. Може, кога ти така велиш. Добар ден, продавачке. Добар ден, добри волк. Мене ме испрати мојата жена да купам. А што ви рече вашата ценета жена да купите? Па, мислам дека беше кре, Кре, кро, кро, кра, крада. крада, Ау, се сети. се сети. Да, крава. Но ми се молам ние дека не продаваме крави. Оу, па да. Сега се сетив крокодил. Сигурен сум дека беше на К. Па може би мислите на креда. Да, креда, така е. Жала, но вчера вашиот си ги купи сите креди. Му биле потребни да вежба математика. Уф, попусто доаѓав овде, а се сум имал дома. Ке види тој малечок. Па немојте да го карате. Што? Тоа е едно мало фино волче. Мало фино волче, море само нека порасне и... Дај ми вам креата. Ето! Извадивка! Еве, драги, испија водата. Жено! Женичке! Престани! Од тоа ме боли глава. Ајде сега пробај сериозно. Отворете, драги дечиња мои, јас сум вашата мајка. Оригинал коза. Ајде сега оди. И немој си се вратил празен. Драга моја женичка, верувај ми. Сигурна дека овој пат ќе се вратам со кози река. Драга моја женичка, со мојот памет и мојата храброст ние сме непометни в пат. Одам. Ајде сега, јас нешто вас да ве прашам. Дај некој од вас може да свири со уста. Пробајте. Не знаеме. Што? Никој од вас не може да свири со уста? Не. Па добре. Вие како ќе се снајдете во некоја опасна ситуација, ако не можете со уста да свирите? Не знаеме. Јас ќе ве научам. Еве вака се свири со уста. Така. Деца мои, отворете ја вратата, јас сум вашата мајка. Лили, тоа е волкот. Навистина е волкот. Зарем не видовте какви му се нозете црни? Да, а и не е обенче како мама. И премногу силно трогна.
иди. Ви реков дека си замина? Ура! Во вторба го победивме Голгот! Уште малку, па ќе стигнат козите ребра. Мамо, зарем не е по-добро да ставиш зеленчук во јадењево? Што е? Што се случило? Каде ти се козите ребра? Ги нема. Мамо, зарем ти реков дека е по-добро да ставиш зеленчук во јадењево? Ти, малечок, да молчиш. Не да молчи. Тоа е во право. Кога не си способен да ја прехрани својата фамилија, од што сега да правиме јадење, сине мој? Од прас, од спанај, од зелка, од... Престани. Тоа е храна за кози, а не за нас волци. Барем да имам брашно, да направим запршка. Што? Брашно? Па ми текна. Оди купи веднаш во продавница брашно, па со него ќе ги напраши шепите бели. Па ете, гледате колку сум паметен, си знаем дека нешто ќе смислам. Добар ден, продавачке. Добар ден, добри волчко. Што треба? Па мене ме испрати мојата сакана жена, а по моја идеја да ми дадеш брашно. Брашно? Да. А зошто вие вам волците брашно? За нозете да си ги, Зашто? за ова и за запашка да направи жена ми. А јас мора да побрзам или ки нозете ќе ми ги искаш. Па еве, дали би се доволно една или две? Па да, мислам дека доволно ќе ми биде. Мислам дека доволно ќе ми биде до кесе. Но јас мислим на една лажица. Да, мислила една лажица. Ете, драга моја женичке, дојдо. И ти реков дека ќе најдам некое решение. Дај се. Мола! Што рече? Дека ти ќе најдеш решение? Ти се молам, кажи ми што значеше тоа. Не. Мислам дека ние двајца ќе најдеме се некое решение. Мораш да признаеш дека сме не победили. Ајде сега да се напрашам. Слушајте, маму, драги мои мали пријателчиња. Јас и Јоја ќе одиме да го побараме ловџијата. Така е, да го побарате. Ловџијата ќе му покаже на онај лош волк. Ќе му покаже, ами како? Но уште еднаш ви велиме, многу да не довикувате, за да не може да ве слушне волкот. Нема да викаме, ќе бидеме тивки. И немојте на никому да му отварате врата, освен на вашата мајка. Да, само на нашата мајка. Да ве прашам, како ќе дознаете дека е вашата мајка? Треба да ја заплашам. Да, друга нежно. И да има бели нозе и раце. Да, се тоа е точно. Се гледа дека нешто сте научиле, а јас и Јоја сега одиме. И затворете вратата кога ќе излезиме. Добро. Догледање. И немој да довикувате. Не. Догледање. Но татко, тоа не е фер. Да ги лажеш хутрите мали јарења. Ти, малечко, да молчиш и тргнувај по мене. Женичке, што мислиш, како изгледам? А што да речам? Многу убаво ми даде да те изгледам. Немој ти се молам. Njam, значи добро изгледам. А и добро се чувствувам. Тргнувај, малечко. Попусто доаѓавме толку далеку во шумата. Да, Јоја, но ние откаде да знаеме дека ловецот нема да е во неговата куќа? Стој, не мрдај! Не мрдам? Види, онаму нешто се мрда. Што е тоа? Па како што е, Јоја, тоа е ловецот!
и како да ти ги објасниме? Како сакате, само бидете побрзи во кажувањето. Добре, еве вака. Мајката коза си замина. И седумте јагниња останаа сами. Па сега... Така, значи треба да побрзаме ако сакаме да стигнеме навреме. Да, ајде, Лјуна, тргнувај. Внимателно, имам поставена стапица за волци. Па што ако ние не сме волци? Но тие стапици се универзални за се. Леле, универзални за се. Хо. Жената моја ќе носи бунда од волчја кожа. Но татко, ти се мола, немој. Деца мои, отворете ја вратата на вашата драга мајчичка. И донесов многу вкусни колачи и уште многу други нешта. Ти не си нашата мајка. Ти си лошиот волк. Новие нозе се бели како нашата мајка. Ај, гласите како мајчиниот. Јас мислам дека е волко. Но слушна, волко не носи колачи. Леле, колку убаво ќе беше да овде да пеају јајница. Но што чекате? Сакате сите колачи сама да ги изедам? Ако ги изеде сама, за нас ништо нема да остане, така? Да. Епа јас откарам. Ете така, сите ги изедов, нема повеќе. Застанете, ова ли е куќата на јарињата? Да, тоа е таа. Тоа е таа, но вратата е отворена. Внимателно, бидејќи може некој од напред да не нападне. Да, внимателно. Што ќе и речиме сега на мајката коза? Сигурно сме задоцниле, дека волкот си ја завршил својата работа. Леле, на очите ни верувам, леле. Мица, јас на своите не верувам. Што? Мајката коза доаѓа. Леле, готови сме, па како ќе изоправдаме на кудрата коза? Леле. Дечиња мои, вашата мајка дојде. Но што е ова? Зошто е све растурено? Каде се моите деца? Ние отидовме по овецот. Да, така е, тие дојдоа по мене. И им рековме, на никому вратата не отварат, ви се голно. Значи вие ги оставивте сами, а волкот, леле, моите деца. Мамичке! Дали беше тоа гласот на моето јаре? Да, мамичке, овде сум. Душо моја, дојди кај мама. Но што се е случи? Каде се останатите? Мамичке, волкот беше тука. Но чекајте малку, па може би и другите се живи, но како можат да бидат живи? А ако волкот ги голтна од цели без да ги џвака, сигурно се живи. И може би отишол малку да си поспие. Да, тоа ни е прилика да го фатиме. И тоа е единствена прилика. Па што чекаме да одиме? Ајде. Да го фатиме, за сите злоби да го наплатиме. Тргнал тој, јариња да јаде, затоа ловецот нож, стома ќе му даде. Мамичке, не го убиецот. Немој да набредуваш кога ти велат. Убиец, сите вие волци сте убици. Не е вистина, некои волци се вегетаријанци. Добро,
би отишao од твојот татко така малку да си поспие. Да си поспиеш. Последен убав ручек. Последен убав ручек. Сигурно дека знам. Ајде, кога што четаш? Покажи ми го па. Тој се баш замара покрај реката. Еј, татко! Немој да го будиш, ќе го изненадеме. Долго време сум спиен. Да се напијам сега малку вода. Некако многу стомакот ми тежи. Помош! Помош, Јаничке! Помош! Помогнете ми! Помош! Помогнете ми! Сигурно е мојот маш. Да побрзам. Помош! Помогни ми! Што правиш пред тука? Помогни ми, Јаничке, ќе се удавам! Помогни ми! Ау! Сине, Помош! Помогнете ми! Помози ми, сине! Леле, што правите тука? Ќе се удавиме по водава! Помогни ми! Ќе ве спаса. Само ако ми ветите дека нема да јадите никакво месо, а посебно козјо. Добро, сине, нека ти биде. Помогни ни. Ајде, помогни ни побрзо. Ево, фатете се за ова гранка. Добро, сине, ми едно мало прасенце за Божи. Ништо, освен вегетаријанска храна. Добро.